citel.com.mk. Дознај повеќе. Автономија наместо тоа не протера. Се боревме рамо до рамо со нив, а денеска не смееме да кажеме дека сме македонци, да ги посетиме своите родни огништа. И по 60 години од завршување на граѓанската војна, грците се уште вршат геноцид врз македонскиот народ. За Грција не е проблем името, проблем е територијата и границите, велат македонците од егејскиот дел. Името не треба да се даде. Името наше таму е. Напечатано е таму секаде. Нема град, нема планина, нема река, нема дъб, каде нема остров, каде што нашето име не постои. Што и да прават грчките влади, ви ги кажав три, тие не можат да го збришат. Грците уште го водат тоа националистички геноцид врз македонскиот народ и денеска го вршат тоа. Еве само можам кратко да објаснам дека иако визи имаме слободно да поминеме границата да си посетиме родните краеви, на самата граница ни прават големи малтретирања. Затоа ни испрашуваат дотално кај сме родени, што сме и како и тоа. Значи тоа без врска го прашуваат. Додека германците обновуваат гробишта во Македонија, македонците не смеат да ги посетат запуштените гробови на нивните браќа. Егејците побараа обновување на искршената спомен плоча кај Лерин, каде загинаа стотици македонски војници кои се бореа во демократската армија на грците. Ако веќе подклекнеме, пред малку споменавте за името, за идентитетот и нешто, тоа значи дека ние самите себе си потпишеме доброволна капитулација. Тоа не смее да се случи. Протераните македонци водат уште една битка со Грција. До Европскиот суд за човекови права досега се поднесени 10.000 тужби во кои се бара враќање на имотите. Прво да го имаме државјанството, по државјанството си доваѓа враќање на имото. Таа процедура тек почнува да се работи. Никој не може да тврди точно дека и 5 години, може и повеќе години да трае. Затоа сакам да речем, нека не се залажат граѓаните, дека за година две ќе го решиме прашањето. Очекуваме координативното тело за егејското прашање што го формира минатата година владата врз основа на резолуцијата на собранието, правно да ги процесуира овие постапки. Денешната академија по повод 60 годишнината од крајот на граѓанската војна во Грција е час по историја. Академиците велат, само со документи може да ја докажеме вистината и да ја исправиме неправдата.